Значи, минатиот лайв почнав за ова што сакав денеска да го зборам и денеска обеќавам дека нема да се тргнам од темата, ќе кажам работите кои што планирав да ги кажам во претходниот лайв. Зборев за тие што не беа, зборев за духовноста, дека човекот кој што, ќе кажеме духовноста, не значи дека, како да објаснам, духовен човек за мене е некој кој што се грижи за другиот, кој што помага на другите луѓе, кој што умот му работи во насока на како да биде подобар за својата околина, како да работи на подобрување на другите луѓе и така натаму. Од секој аспект, не? Вниманието да не е само на нас. Изборев за тоа дека колку повеќе вниманието иде надоле кон материјалното само. И повторно да напоменам, не значи дека ако човекот има материјални добра, дека не е духовен човек, не е точно, има многу духовни луѓе кои што имаат многу материјални добра, но сваќаат дека не е се во материјалното, него дека работат на својата духовност добри. Нема духовниот човек да ги зафркне другите луѓе, нема да им забие нож во грб. И така натаму и денеска сакам да продолжам малку на таа тема за да го поврзам со тоа што фактички сакав да го зборувам. Зборував дека човекот кога само единствено сака материјално и нема насока на духовност, на добрина, на помош, искрена за другиот човек и така натаму. И кога човекот изгледа само, односно гледа само за тоа да добие многу или се внесува целосно и само единствено во материјалниот свет, не значи, пак ќе кажам, дека таквите луѓе не се, можеби тие не се доживуваат дека се духовни, ама за мене се, затоа што се добри луѓе кои што помагаат, луѓе кои што се насочени со вниманието на околината, но зборував за оние луѓе кои што се целосно материјалните работи, кои што се целосно во гледаме како изгледам и воопшто не ме гледа за другиот и си мисли само за себе и си мисли само за свое добро и така натаму. И зборев дека мислам дека во многу големи случаи тој човек може да зафркне некој друг човек. Зошто? Затоа што си мисли само на себе. Сега, сакам да ви прочитам еден многу убав цитат и ќе тргнем од таму, од Хабарт, и вели вака. Гледате, интересно е ова. Во суштина, вели, едно духовно битие е заинтересирано, а објектот е интересен. Едно духовно битие не е интересно. Тој е заинтересиран. И кога човекот станува многу интересен, тој има многу проблеми. Слушнете го колку интересно. Колку интересно за заинтересиран и интересен. Едно духовно битие е заинтересирано, а објектот е интересен. Едно духовно битие не е интересно. Тоа е заинтересирано. И кога човекот станува многу интересен, тој има многу проблеми. Ајде го објаснам ова, затоа што е поврзано со тоа што го зборував минатиот пат. Ние како духовни битија сме заинтересирани за другите луѓе. Си заинтересиран за објектот, си заинтересиран за колата, си заинтересиран за куќата, си заинтересиран за, не знам, за некоја гардероба и така натаму, си заинтересиран за луѓето околу тебе. Но што се случува кога човекот станува интересен? Гледате, има два типа на енергија, истек и втек на енергија. Кога човекот станува интересен, он сака внимание. Човек, имате луѓе кои што се ќе направат за внимание. И имате други луѓе кои што не прават се за внимание, туку даваат внимание. Разбирате, даваат внимание. Зошто? Затоа што ако јас давам внимание, ја правам околината околу мене жива. Ако сум заинтересиран за околината, имам простор. Ако сум заинтересиран за околината, сакам да допринесам на таа околина. И дури кога сум заинтересиран за околината, за како да помогнам на околината, како да ја направам подобра околината, на тој начин фактички јас ја креирам околината, ја разубавувам околината и така натаму. Ама што се случува кога ќе станеме интересни, тогаш не ја гледаме околината, туку сакаме околината да не гледа нас. Сега, кога околината сакаме да не гледа нас,
Нели стануваме малку како објект, тоа што го кажував на скалата емоции, денеска ќе гледаме малку повеќе оваа скала на емоции, таму рече, вика предмети. Кога човекот е интересен, он ќе направи се за да добие внимание. И кога имате човек кој што ќе направи се за да добие внимание, тој едноставно е механичка работа, поради тоа што не ве перципира, не ве гледа, не ве восприема вас, некојаш ќе се најдете изневерени, не суштински изневерени, него едноставно нема да го добиете очекуваното тој човек. Зошто? Затоа што не ве восприема, не ве констатира, затоа што сака, он е заинтересиран само за него. Не гледа за други. Ке си дојде дома, ке си стушира он, не гледа дал за сестру му има вода, или она има сестра, ке си стушира, не гледа дал сестричката има вода, едноставно е за неа обседната. Ке си ја земе облеката, ама сестри требало да го носи тоа, ама она ке си ја собере. Не е воопшто заинтересирана за другите. Се што се случува? Станува интересна. Девојчето сака да биде интересно, или момчето сака да биде интересно. Гледате, целата сум го зборал ова во некои лајвови, кој знае од кога, ама секогаш се потсеќам на времето кога имаш искачанки, се зборувам, нели, кога имавме 16, 17, 20 години, па ќе отидеш у диско, ќе отидеш у кафич, и све што сакавме да бидеме интересни. Не бевме заинтересирани. Ке земеш некој шток, ке застанеш на некој конјопој и пиеш као, и ја гледаш таа девојка која што душава ти трепери, идеш да се запознаеш со неја, ама свикаш не. Јас сум фраер, и затоа што сум јас фраер, мора да сум интересен. Ме разбирате? Гледате, интересен. Фраерот сака да е интересен. Така, фраеркава сака да е интересна. Не сме заинтересирани. Уствари, вистинскиот фраер е заинтересиран, ама човеков сака да добива внимание. Седи така, со некоја поза каде што е умислена, каде што никој друг не го констатира. Он е тој кој што е целиот уфилман и таква една енергија има околу него. И он е таму да биде виден. И она исто. Ке дојде со две другарки, па и она, за да не е директно да го шмека дечково, па ке стави некоја другарка позади неа, па она како седи, она гледа дал он ја гледа неа. Ама овој ја гледа, ама не ја гледа. Гледа некаде у празно, ама погледот му доаѓа на кај неа. Ама и она така некако го гледа, ама уствари другарки го гледа. Ма тоа е компликација невидена. Што? Интересни сме. Гледате, интересни. Заинтересираниот човек ќе приде, рече, слушај, сакам да се запознам, бла, бла, бла. Ама не, ние сме интересни. Не си заинтересиран. Ти си заинтересиран, ама не ćeš па да го прикажеш тоа дека си заинтересиран. Ке речеш, селски е, да не придам. И он ки приде и ки направи муабет и она ке му рече, Селјаков ми прозборе, Селјаков. Зашо? Зато што она е интересна. Зато што мора вниманието да е на неа. Гледате, тоа е таа вештачкост у сето тоа кое што е, да го кажам, е по-невлечена ке материјалното. Он е фраер, она е фраерка, не прават муабет никако. Никако да си кажат здраво, никако да си направат убав муабет. Све е вештачки, све еисценирано некако чудно. И дечко ќе иде у наредниот кафич каде што ќе отиде она, па не знам, она после тоа ќе отиде у кафичот кај што е дечко и така 3 месеци се бркаат, никако да си придат еден на друг и едноставно се интересни. Не се заинтересирани. Гледате, ќе отиде у диско некој дечко, ама таму има протокол. Ке овие што се интересни, ме разбирате, гледате, има протокол. Каков е протоколов у диско? Каков е протоколот на некој место? Ма тоа не се игра слободно. Тебе ти дошло без срце да заиграш, да се заđускаш и сега некој другар ке те буцне тебе. Седи, не играј сега. Како би да не играм сега? Кога да играм? Не сега, ке ти кажам. Знаеш, затоа што другар му ги прати протоколите, он е у тој свет. Овој дошол така некако наивно у диско, он сака се забавља, сака да игра, ама другар му го буцка, так, не вика сега да џускаш, затоа што не е момент. Кога? Попосле. Зашто? Затоа што е преслободен. Овој не ги знае протоколите за у диско како владеат. Ето има цел протокол.
со кој кога ќе се погледнеш, кога можеш да се разиграш, не смеш да си многу слободен. Зашто ќе те зборат, ќе речат, Виго Селјаков почна да игра одма на првата песна, ма тоа не се игра на првата песна, оно тек на четвртата и петата. Така не можеш така ти сега да си толку слободен да се разиграш. Се зборам у каков филм сме биле. И такви филмови, верувале или не, се уште ги има. Затоа што се е у насока на у овие друштва со протокол има многу од овие скриени непријатели. Затоа што гледате, у протоколов што е? У протоколов знаете што е у протоколов? Протоколов сака да заштити некој свој, како да кажам, некој своја идеја, некој свој имидж. И човеков мора да го има тој имидж за да биде прифатен у такви друштва кои што ги имаат тие стриктни, строги протоколи. Зашто таму све е со протокол. Разбираш? Не смееш одма да почнеш, мора да дремеш малку. Знаеш, прво мора да дремеш, па не смееш да се опуштиш да прашаш некого, зашто тој ако се опуштиш да прашаш некого, он мисли дека ти си чуден, затоа што многу си комуникативен, затоа што си многу отворен, затоа што си многу насмеан, затоа што не е кул да си многу насмеан, треба да си мистериозен у такво друштво. Кај да си насмеан? Што му е на овој? Чуден си ако си насмеан многу. Ако се смееш, ако си среќен, ако си слободен, не иде. Ама што е у такви друштва, што е у тие моменти? Гледате, све е имидж. И каков имидж, знаете колку е тешко таков имидж да се креира? Знаете колку е тешко таков имидж да се држи? Неверојатно тешко е. Затоа што тој филм околу тебе, што ти можеш да го створиш, се во насока на тоа дал другите ќе те прифатат или не. Ќе ви кажем една работа. Луѓето кои што се у овие филмови, само по себе имат изгубена храброста. Затоа што гледате, човекот кој што не сака да се владее со овие принципи, зборев минатиот лайф за џунгла. Ова е еден тип на џунгличка, така, затоа што таму владеат своји правила, не? Кој што ќе каже, кој на кого ќе го спушти попрво, разбирате, си го спуштаат со комуникација, па се ќе најдат некој човек кој што ќе остават на тапет, па ќе прават шали на негова сметка. Па некоја ќе ја направат да изгледа дека е глупава, па некоја ќе ја направат да изгледа дека е наивна. И сето тоа е у таа џунгла на филмов, кој што на имиджов, кој што човеков сака да го презентира. Разбирате, имидж. И тој имидж е многу тешко да се одржува. Зошто? Затоа што имиджот не прави да сме интересни. Пак ќе кажам, може човек да има многу добар имидж. Ама знаете кога имаме најдобар имидж? Кога не сакаме да имаме имидж. Интересно е. Ја кога зборувам за body language, и кога зборувам за предавање, и кога држам обуки за мотивацијски предавања, најдобар body language човекот има кога не мисли на своето тело. Ако јас ја почнам да мислам крагнава како ми изгледа, дал сум доволно избричен, каде ми се наочарите и како, јас нема да бидам со вниманието на вас. Ја почнувам да го губам својот body language затоа што сум опседнат со мојот body language. Човекот кога почнува да го губи шармот, кога почнува 100% да е заинтересиран за себе и како изгледа и дали некој ќе му се смее и дали нема да му се смее, тој станува уштиркан, станува стегнат и станува многу крут. Зошто? Затоа што сака да им се допадне на другите. Лето човекот нема својот став. Нема пробиено низ сопствениот имидж, нема пробиено низ тоа дека нема потреба да бидам интересен, сакам да сум заинтересиран. И ако имате човек кој што е постојано заинтересиран за другите луѓе, во суштина има најдобар body language, има најдобар имидж и мислам дека има најдобра контрола врз целата ситуација. Зошто? Затоа што е многу природен. И сум го кажувал и овој пример, имав едно детенце, 12 години имаше тогаш и
Ми доаѓа ми вика доктор Жаре, вика имам проблем, му викам што имаш проблем? Абе вика имам проблем на школа, викам каков проблем имаш на школа? Абе вика имам проблем, ника не сум фраер. И јас си викам што му е на детето, викам зашто мислиш дека не сум фраер? Не си фраер. Абе вика тешко е да си фраер. Му викам ти сакаш да си фраер? Вика па тешко е да си фраер, ми вика. Дето 12 години. Му викам што мислиш тешко е да си фраер? А па вика тешко е да си фраер, треба вака да ги гледаш девојчињата, вика. Треба да немаш домашно. Треба вика да им кажувам грди зборови на девојчињата. Треба да ги закачам. Вика тешко е да си фраер. Пусти еден, управо си викам, тешко е да си фраер, затоа што не е природно на тој начин да си фраер. Затоа што замислете кој напор човекот треба да вложи, колку се изместува, изместене, искривене. Абе душава се искривува само за да биде фраер. Се изместува од се што сме ние само за да бидеме фраери. И се во насока на тоа да станеме некој идентитет, некој тип на човек, кој што е пак у џунглава, пак е у џунглава влезен, само за да го одржува имиджот кој што го има. И кажеме на приказна. Ја бев тој човек со имидж. Го имав 17 години, отидов во Соединетите држави, отидов да играм кошарка, таму тука играв у работнички, па таму отидов да играм кошарка, таму завршив средно, 3-4 година, ама кога отидов ја во Америка, ја имав имидж. Работев тука, имаш еден кафич во Турска чаршија 20 кец, пуштав музика, имав свој кафич, играв у работнички, популарен, дечко бев ја интересниот, не бев заинтересиран, бев интересен. Знам што зборам, сакам да кажам. И се кога отидов во Соединетите држави, гледа што се случи. Целиот тој имидж почна да пука по шавови. Зошто? Затоа што ја кога отидов во Америка носев гел, а во Америка тогаш не се носеше гел. Ја не носев бели онакви чорапи како што беа за кошарка, него носев чорапите ми беа у тон со све што имав како гардероба. Ама таму не носеа такви чорапи. Ја носев каиш. Во Америка тогаш не се носеше каиш. И слушав Брус Спрингстин. Замислете ми, прават интервју мене у Америка, доаѓам и како нов студент, што слушаш Брус Спрингстин, овие се мочат од смеење. Американци, зашто таму се слушаше Pearl Jam, Нирвана и така натаму, зборам за 92-3 година. И гледате, што се случи со мојот имидж во Америка? Се скрши. И да ви кажам една работа, тоа беше најдоброто нешто што ми се случило во животот, затоа што сватив тогаш прв пат колку слобода имам ако не треба да го држам тој имидж. Затоа што знаете, вау, помлади да ги видите, особено тинеџерски, леле, кој што некој ќе каже, па некој да не искоментира, па каква и била фризурата, па новој не знам каков му бил моторот, па дал. Ама тоа е проблем до проблем. Вика, овдека да се вратам на цитатот на Хабард, вика човекот кој станува премногу интересен има многу проблеми. Зошто? Затоа што проблемите се прво затоа што е интересен. Интересен човек мора да има проблеми. Ке дојдеш дома, така, ке прашаш некого од твоите, како си? Катастрофа, за никаде, ваков, онаков. Тој е интересен одма. Проблеми. Интересен. Зашто? Сака да привлече внимание. Гледате, а замислете, ти прашаш како си, он те праша тебе, како си, нема никаков проблем. Преедноставно е. Затоа што и двајцата се заинтересирани. Вау! Кој убавина е тоа? Така, затоа што човекот влече проблеми, па некој не се чувства добро, или што и да е, сака да привлече внимание, од кого? Од жена му сака да привлече внимание, од мајка му, од девојката. Затоа што сака да е интересен. И кога човекот не е заинтересиран, туку е интересен, тогаш тој почнува да има проблеми. Зошто се ова го зборувам? Поради тоа што како одиме надоле по скалата на емоција, ние ја губиме таа идеја да сме заинтересирани за другите, туку почнуваме да бидеме интересни. И ќе ви објаснам што е тоа што сакам да зборам и зашто и како да ги препознаеме овие енергетски, односно енергетски манипулатори многу брзо. Викате што има сега врска со енергетски манипулатори? Има. Океј.
Ајде идеме сега малку на таблава и да објаснам некои интересни принципи. Ова веројатно сте го виделе. Ова е еден триаголник исто од авторов Хабард, се вика афинитет, реалност и комуникација. И сакам да ви го објаснам овој триаголник пред да продолжам понатаму. Зборот афинитет значи допаѓање. Сега ќе зборам на еден начин кој што ќе е малку нов, затоа што претпоставам дека има луѓе кои што го гледале овој триаголник, сигурен сум. Ќе објаснам на еден подруг начин, малку ќе го искористам триаголникот и ќе објаснам скалата на емоција на малку поразличен начин. Значи, ама да објаснам што е афинитет. Значи близина, допаѓање за нешто. Кога човекот има афинитет за нешто, гледате, он има допаѓање кон тоа нешто и сака да е во близината на тоа нешто. Кога двајца имаат афинитет, се еден со друг блиски. Сега, што значи овој збор реалност? Тоа е нешто на кое што ние се согласуваме, тема на муабет, нашите идеи се нашата реалност, како размислуваме за некоја работа се реалност, и другиот агол е комуникација. И сега открил Хабард дека ако ги имате овие три нешта, афинитет за некој човек ако имате, обично ќе имате слична реалност. Ако видите некој човек што многу го сакате, обично му уважувате реалноста која што тој човек ќе има и обично ви оди комуникацијата со тој човек. Нели? Ако имате еден агол, ако го зголемите, другите два агли фактички се зголемуваат. Тоа е откритието на Хабард. И ова е алатка за многу работи, можам да искористам за 20 различни лајв ова алатка, ама денеска ќе искористиме за ова за кое што сакам да зборувам. Значи афинитет, кога имаме за некој човек, тогаш имаме близина со тој човек и обично делиме слична реалност со тој човек и убаво ни оди комуникацијата. Луѓе со кои што немаме афинитет, ако помислите на некој човек со кој што немате афинитет, немате допаѓање, не ви се допаѓа, немате близина, обично ќе видите дека не делите слични реалности и комуникацијата не ви оди најдобро и секако немате разбирање, зашто овие три компоненти градат разбирање. Ако го земеме другиот агол, ќе видите дека ако имате реалност со некој човек, иста реалност делите, исто размислувате за многу теми на животот, се согласувате на многу точки, ќе видите дека ќе развиете близина со тој човек и имате добра комуникација. Но оној човек со кој што не делите иста реалност, различни сте премногу во работите, ќе видите дека со тој човек веројатно нема да имате премногу афинитет и нема зашо да комуницирате, зашто не делите иста реалност. Комуникацијата е третиот агол и е најважен според овој научникот Хабард, филозофот Хабард. Зашто? Затоа што комуникацијата, ако ја зголемиме како агол, ако знаеме да комуницираме, ќе имаме еден лајф само за формулата за комуникација, исто откриено од него, ќе видиме дека тоа е многу важен агол, зашто ако знаеме да комуницираме, ќе најдеме точки на согласност или реалност и ќе се обнови афинитетот. Ова е многу интересен триаголник за обновување на врските, на помирување на луѓе кои што се скарани, а сепак се сакаат и така натаму, и овој триаголник е магичен, поради тоа што може да разреши многу проблеми и многу да ги зближи луѓето, иако не се блиски или се отстраниле еден со друг. Но ќе направиме некој посебен лајф на таа тема. Сега, гледайте, човекот не само што има афинитет за некој друг човек, тој има афинитет и за нешто. Ајде да видиме вака, ако јас имам афинитет за кошарка, што и сум го и имам се уште, тогаш кошарката ќе ми биде многу реална. Што значи реална? Многу јасна, ќе ја приметам. И ќе имам комуникација со топката, веројатно може и ќе спијам со топката, како мали спиев со топката, тоа е комуникација и допирот е комуникација. Но немав афинитет за клавир, иако мајка ми ме тераше да свирам на сила, немав афинитет за клавир, затоа што го немав афинитетот за клавирот, не ми беше клавирот реален и не ќе да комуницирам со него под своја волност, туку под присила на мајка ми. Зошто? Затоа што афинитетот го немав. Сега гледайте колку интересно. Зашто имаме ние афинитет? Можеме ли да имаме афинитет за други луѓе? Можеме. Можеме ли да имаме афинитет за некоја музика? Можеме. Замислете, имате некој човек кој што има афинитет за музика. И доаѓа сестра му или доаѓа некој пријател и му вика: "Абе, селски се тие музики, бе, не ги слушај така. Немој бе да слушаш такви глупои песни. Странско се слуша. Странско мора да слушаш, популарно е странско, да." И сега ние моравме странско да слушавме, ако слушавме ју или македонско или шо и да е, тоа беше селско. И сега глупости. Ме разбирате? Тоа беше некој човек кој што го имал тој филм.
А уствари колку е убаво да се слуша ју музика, македонска музика да се слуша, народна музика да се слуша. Сето тоа е убавина. Ама имате некој човек кој што ќе ви уфилма дека не е тоа добро да се слуша, или напротив, имате човек кој што слуша, не знам, народни песни, македонски песни, ју песни, и ти ви кажеш, šta слушаш глупости, странски песни. Слушај ги на... Гледайте, поентата што ми е, еден или друг човек може да ти го уништи афинитетот што ти природно ги имаш за македонските песни, за ју песните, или си ги имал за странските песни. Афинитетот е твој. Ама што се случува со овие луѓе за кои што зборев, кои што се по сите овие стандарди, протоколи на заштитување на својот имидж? Тие имаат една реалност и секоја друга реалност, ако видите, е погрешна. И кречат, селска е, катастрофа е, не е добра. И што се случува? Таа реалност ја ограничуваат, афинитетот ти го ограничуваат, но, гледате што се случува. Кога човекот има афинитет за нешто, има големо допаѓање за нешто, има афинитет, тој, целата таа околина му е многу реална. Ја сака, има афинитет, има огромна комуникација со таа реалност. Тој човек живее живот. Но што се случува кога човекот ќе го скрати афинитетот кон луѓето, ќе го скрати афинитетот кон работата? Имате луѓе кои што ќе ви кажат, не работи бе толку многу, Жаре, многу работиш. Имам афинитет за работата, имам афинитет за луѓето, сакам, реална ми е, сакам да комуницирам. Супер, зошто? Работата е дел од животот. Зошто мора некој да ни ги крати афинитетите, реалноста и комуникацијата? Е сега, зошто сето ова го зборувам? Поради тоа што високо на скалата на емоции, гледате, високо на скалата на емоции, овдека, луѓето имаат огромен афинитет за околината. Без разлика зашто ти имаат висок афинитет за ју музика, за македонска музика, за народна музика, иако може би да не има реална джез музика, ама не протестираат против неа или не протестираат против метал, си имаат афинитет, ама не укажуваат дека другото, кој што другиот слуша, например, метал или слуша шо тоа не е добро. Не го укажуваат на тој начин. Гледате, не го ограничуваат афинитетот за околината. Кој почнува да го ограничува афинитетот за околината и како почнуваат да наставнуваат тие манипулации? Гледате колку интересно. У суштина, овие луѓе немаат тенденција да не контролираат на негативен начин. Зошто? Затоа што ни дозволуваат да имаме афинитет, реалност и комуникација со се она што е околу нас. Ама ако се спушти некој човек на ова ниво, антагонизам, непријателство, кај смееш ти да излагаш со тој другар? Абе, како ќе излагаш со таа другарка? Нема шанси да идеш со тој колега на кафе. Нема шанси да излезеш со тој човек. Почнува овдека контрола. На што? Контрола на нашиот афинитет, контрола на нашата реалност, контрола на нашата комуникација. И овие луѓе почнуваат да не контролираат на начин на кој што не е добар. И што ти кажуваат тие луѓе? Ако не го направиш тоа ја што ти го кажувам, немаат избор. А овој пошто е на скриено непријателство, тој на најскриени интригантни начини ќе те спушти со афинитетот за околината. Гледате, на најскриени, на најперфидни начини ќе направи ти да паднеш со својот афинитет. Гледате, може би човекот имал афинитет за било што, за филозофија, за било која тема. Замислете, има некој човек идеја за филозофија, сака да иде на семинари, сака да иде на, не знам, на себе подобрување, на било која техника на себе подобрување. И имате околу него некој кој што е скриен непријател. Знаете, тој што е отворен непријател, ќе му каже, слушај, не иди таму, ако идеш таму, нема што со мене да се дружиш, затоа што ја не сакам глупости, бла, бла, бла. Ама тој што е на скриено непријателство, знаете како ќе му каже? Слушај, абе, попаметен си ти. Не е тоа за тебе. Знаеш, па ти тие работи ги знаеш. Дај, не зафркавај, само парите ќе ти ги земат и тоа е тоа, ама не е тоа за тебе. Имаш попаметни работи да научиш. А уствари, сака само да го донесе у джунглата. Ништо друго, само сака да го донесе у джунглата, само сака да го контролира. Не ќе тој да знае. Веројатно тој кој ќе почне да знае, ќе рече, слушај, ја не знам зашто се дружам во ова друштво и со тебе, затоа што уствари
Ми ги ограничувате афинитетите, ми ги ограничувате животот, ми ја ограничувате комуникацијата и сум ставен во некој имидж кој што јас не сакам да го градам. И тој човек ќе се чувствува многу полесно. Зошто? Затоа што ако ги види човек некои работи, ако човекот препознае дека околу него има скриен непријател, ако има манипулатор кој што емоционално го манипулира, кој што сака да го исконтролира на начин да тој не е среќен, и ако го препознае он него, овој човек веќе не ме игра, манипулаторот не ме игра. Он е game over, затоа што е препознаен. Сега, како можеме да ги препознаеме тие луѓе? Гледате, многу интересно, скриено непријателство. Денеска ќе зборувам најмногу за тоа. Што е тоа скриено непријателство? Скриено непријателство е начин на кој што човекот сака да дојде до вас за да зарие нож у грб и за да ти го намали афинитетот, реалност и комуникацијата, да кажеме, кон животот, за да те контролира. Затоа што ако си ти над него, он има проблем. Тој сака да е над сите. Тој сака да е над сите. Значи, он сака да е прв горе и ти, ако си над него во некој сегмент, има проблем тој човек. И што ќе направи? Манипулацијата е у суштина страф. Од што? Да не биде некој подобар од него. Да не биде некој поспособен од него. Да не биде некој послободен од него. Затоа што он се надпреварува со други луѓе. Он секојаш мора да е подобар од тебе. Он секојаш мора да има, не знам, нешто направено подобро од тебе. Ке те стави, ако не може, со него во споредба со некои други луѓе кои што он мисли дека се подобри од тебе. Се со цел за да почне човекот да размислува не на начин на кој што размислува слободно, него да почне да размислува на ограничен начин. И гледате, интересно е, секојаш кога паѓаме надоле по скалата на емоции, размислуваме на поограничен начин. Колку сме повисоко по скалата на емоција, размислуваме на послободен начин. Имаме повеќе толерантност за реалност, имаме повеќе афинитет, сакаме со повеќе луѓе да комуницираме, прифаќаме други реалности. Ама што сакаат да комуницираат? Гледате, зашто имаат афинитет високите емоции? За живот, за иднина, за креација, за други луѓе, за идеи. Зашто имаат афинитет љутиве луѓе? Афинитет за деструкција, афинитет за карање, афинитет за омаловажување, афинитет за деградирање, афинитет за побивање на твојата реалност. Гледате, истото тоа го имат и овие што се на скриено непријателство, ама тоа се го прават на скриен начин, за да не го откриеш многу лесно. Секојаш ќе си има блага насмевка, секојаш он е тивок, секојаш он мирен. Скриено непријателство е. Замислете пример да ви дадам. Имате во некоја фамилија некој татко кој што е љут на детево, љут му е на синот. Ама зашто му е љут? Ето, он е на отворено непријателство. Ама, може синов има мајка, која што е на скриено непријателство на снаата. Нема такви тука, зборам за некој. И е на скриено непријателство на снаата и станава цело време ја нервира. Станава ништо не знае. Ама не го кажува тоа улица, она и се смешка на неа, ама кога нема да е тука, ќе најде начин на синов како да му го искомуницира тоа, или на мажот секако му го искомуницира, цела вечер ја зборат неа. Ама мажот не е многу заинтересиран да слуша за такви работи, мажот си сака спорт да си гледа, си сака нешто да си прочечка вести и така натаму, ама она сака многу да ја збори снаата. Или става да ја збори свекрвата. Исто е, а? И што се случува? Замислете ја следнава сцена. Земени се они, ама сега више не идат така често кај нив на ручек, него може би требале сабота да идат кај незините на ручек, недела да идат кај нив на ручек, ама во неделата више не доаѓаат кај нив два пати. Два пати не доаѓаат кај нив. И женава го пуцка мажов. Вика, глеј го бе, син ти каков папучар. Не му кажува она на син му тоа. Разбирате, не го кажува на синот. На мажот го кажува. Вика, син ти папучар. Две недели дат ке незините. Значи, цело време се ке неа. Аман. Значи, на мал прст го врти син ти. На мал прст. На мал прст го врти. Мора да збориш со него. Значи, ова вака не доликува. Па сега чим почнала првава година, па шо ќе биде за 5 години? Шо ќе направи?
Абе, свој ја нема да има синти. Ама не му го кажува на него, на неа, па ич не го кажува. И сега што се случува? И сега го набуцкува својов сопруг. И овој вика, ајде бе, доста остави ме, значи не можем да те слушам, прекини више, ама ако сака да идат ме кидат. Не, ама што се случува? Една недела дошле ке нив, третава недела дошле ке нив. И сега затоа што е мажов набуцкан, он ке избувне, он ке се развика, ке овикне синов и ке почне да му држи лекција. Аман бе, шо правите? Па дај еднаш, прибери се, и ти тука, па и ние сме ти родители. И ке почне да му вика мажов, а женава ке дојде ке му рече, де, па немој така сега ти, од кога не дошле децава тука, па сега не е момент за таков муабет, ајде те молам, зашто се такви караници? Дошле децава, окей, биле шо биле, ке дојдат почесто ке нас, ама сега не е време за таков муабет. Мажов се гледа, вика, па, вика, ти ме набуцка, бе. Ти ме изнервира. Ти сакаше да зборам со син ми и сега јас сум крив. Ајде сега глупости, јас сум сакал. Па добро, може сум ти спомнала, ама не е тоа така. И гледате, многу има љубезност некоја, ама си викаш, вау, сега, интересно е дека, гледате, овој кој што е на љутина, у суштина е подобар, отколку овој кој што е на скриено непријателство. Затоа што скриениот непријател работи позади грб. Тој манипулира на скриен начин. Гледате, манипулира на начин за да не биде виден. Комуницира со интриги, комуницира со лаги. Ама го фатиш, не, ама ја, не. Ке ги видите у фирмите, тие за секого зборат све. Со сите се другари, а за секого позади грб зборат. И да не речам, што да ви кажам, ама ке му се бутне под мишка на шефов главен, затоа што не е способен самиот тој, затоа што не може да ја заврши работата, и ке му се бутне под мишка на шефов и ке го клюка за сите добри вработени во фирмата. И што се случува? Шефов ќе почне да врие и ќе почне да се дери, да пука и да ги казнува баш луѓево кои што не треба да ги казни. Сте приметиле што прават тие манипулаторите? Тие ви ги кратат комуникациите со шефот. Ви ги кратат комуникациите со некој кој што сте го сакале. Сте биле во ситуација, вие сте пријател со некој човек и ке дојде некој трет лик во друштвото, и одеднаш гледаш дека ти се оддалечуваш од твојот најдобар пријател. Сега они излагаат заедно, ама некако не те канат тебе во целото тоа друштво. Видите, не те канат тебе во целото тоа друштво. Ти некако се чувствуваш дистанциран од сето тоа, не сваќаш зашто е, ти се јавува љубомора, затоа што сега они се дружат, ама тебе не те викаат, ама знаеш дека твојот другар не е таков, ама сега почнува и тој помалку да комуницира со тебе. Гледате што прави? Тој енергетскиот вампир, емоционалниот манипулатор, што прави? Почнува да го растура афинитетот, реалноста и комуникацијата меѓу луѓето. Затоа што тој не сака луѓето да имаат меѓу себе, он сака да ги тргне некои луѓе, секогаш ќе се доближи до тие кои што се појаките, затоа што самиот тој нема моќ, кои што тој мисли дека се јаки, или кои што тој мисли дека имаат моќ, или кои што тој мисли дека се гладни, ќе се доближи до нив, зашто нема храброст да биде сам. Нема храброст да стои сам. И за тоа ми е целата поента на целиот овој лајф што сакам да искомуницирам, а тоа е дека храбриот човек може да биде сам, не мора да биде у друштво, особено не мора да биде у вакво друштво каде што има такви внатрешни игри и интриги, кој кого ќе викне, кој кого ќе биде искомунициран, сите знаат за нешто, ама од еден се крие, од двајца се кријат информациите, се викаш што се потребни тие игри, зошто да нема отвореност. Ќе видите, имате сопруг и сопруги, сопругава ќе најде некоја другарка, која што одеднаш, затоа што она е сингл, зашто таа другата другарка е сама,
и нема со кого да излага у град. И ке се здржи со ова женава што си има добар брак или девојкава што си има дечко, и ке почне да ја одвојува од него, затоа што сака она да ја прави незе друштво, па ќе почне да ја прави муавет, како знаеш, абе добро, па ти не мораш цело време си со дечкото, па да е, па и он нека не е толку љубоморен. И одеднаш ќе почне да прави такви муабети, да помеѓу дечково и девојкава, сопругот и сопругата, ќе се развијат неубави ситуации. Затоа што ќе сака да ја оттргне од него, ќе сака да има усвоина, ќе сака да има своја контрола. Храбрите луѓе може да се сами, не мора да имаат никого и нивниот обстанок не зависи од никого. Овие манипулаторите не може да обстанат сами. Тие мора да имаат некој околу нив. Или му се залепени на некого, или некој ќе биде цело време со него, ама тој некој му е потрчка цело време и нешто прави и така натаму. Зашто? Затоа што не може да е сам. Зашто храброста, јачината, може да обстои сама и може да види што е исправно и што е погрешно. И гледате, високо на скалава на емоции владеат високи етични принципи и норми. И одека луѓето знаат кои се правилата на животот, вродено ги знаат и ги почитуваат. Ама како паѓа човекот надоле, особено на ова ниво на скриено непријателство, таму нема етика, морал, таму е извртена етика и морал. Гледате, таму има неморал, таму има криење, таму има лаги, таму има скриена манипулација. Затоа што не ќе да биде откриен, затоа што ќе остане сам. Затоа што на него проблемот му е не смее да биде сам. Затоа што мисли дека не може да обстане. Затоа што не е јак, како душа не е јак. Овие се јаки како душа. Горе. И тие знаат дека јачината и храброста подразбира следење на правила. Кои правила? Етични правила, општествени правила, нормативи, морални правила за општеството да си успее. Не, надоле по скалава на емоции, особено на нивото на скриено непријателство, нема почитување на правила. Таму е џунглата. Таму е џунглата. Таму е девојкава со некој момче, ама ако најде друго момче кој што има подобра кола, она ќе отиде со другото момче кој што има подобра кола. Ете, таму тие правила важат. Така. Или ќе имаш некоја другарка која што одеднаш ќе почне скриено да му се пушта на твоето момче, ама цело време ќе ти вика дека ти е другарка и уствари ти прави збунка затоа што она ти е као најдобра другарка, а уствари ти гледаш дека она се пушта на твојот дечко. И се свикаш, емоционално си изманипулиран. Зашто? Затоа што имаш mixed signals. Имаш некои сигнали кои што си викаш, окей, што се случува тука? Другарка ми е или му се пушта на дечко? Сега, она све ќе направи за да те убеди дека не му се пушта на дечко, затоа што ќе те направи ти дека си луда, дека си посесивна, дека си љубоморна, дека сето тоа е лага, дека сето тоа па ти не си модерна. И на крај ти ќе испаднеш крив и ти ќе почнеш да се само обкривуваш и ќе почнеш да бидеш несигурна и ќе почнеш да бидеш конфузна и ќе почнеш да бидеш несигурна. Зошто? Затоа што ти извртела реалноста. Целосно ти има извртено реалноста. Ти гледаш што гледаш и на крај она ти вика, ама ти не го гледаш тоа што го гледаш. Не е тоа така. Тоа не е вака. И ако сте биле во некое друштво каде што ти гледаш и гледаш дека све е наопачки, ама на крај те убедува дека се е исправно, си викаш, окей, кој овдека гледа, а кој овдека не гледа. Ама луѓево, за да бидат дел од група, зашто луѓето сака да бидат дел од група, социјални битија сме, они ќе направат компромис од тоа што го гледаат и едноставно ќе си ги побијат своите норми, своите етички правила, своите етички принципи, за да бидат дел од нешто. Ајде да се вратам на претходниот лайф, дел од некој лайфстайл, кој што е дечки булшит, кој што е глуп лайфстайл, каде што не важат закони на обстанокот, туку важат закони на кој кого ќе зезне, зафргне или ќе му забие нош у грб. И секоја ситуација каде што имате емоција која што ви е чудна, каде што имате нешто кое што го напипувате дека не е најокей, си викаш, окей, кој е тука луд? Кој тука не гледа, дали јас нешто, не викам дека
Гледате дека секоја емоција наша е секогаш најточна, затоа што го имаме тој реактивен ум за кој што секогаш зборам. Од него можеме да добиваме многу глупости, глупи информации, глупи емоции, тоа е вистина. А многу често сме исто така свесни за тоа што го гледаме и тоа што го перцепираме. Сега, храбриот човек ќе комуницира се. Храбриот човек ќе каже дека сгрешил. Храбриот човек ќе има храброст да признае дека сгрешил. И храбриот човек сака исправност. Гледате, човекот кој што лаже е кукавица, само по себе е кукавица, затоа што ако ја признае вистината, се плаши од последиците. Ако човек е утнал работата и ако ја сподели вистината, и ако има последици, ги истрпи последиците и продолжи понатаму, барем е повисоко од тој кој што лажи, кој што продолжува да манипулира. Зашто еден човек продолжува да манипулира? Поради тоа што не е храбар да признае. И поради тоа што не е храбар да признае, една лага ја заташкува со друга лага. И втората лага ќе биде заташкана со трета лага. И у суштина манипулаторите се луѓе кои што немаат храброст да бидат честни. Немаат храброст да и девојка да и каже на нејзината пријателка, слушај, направив глупост, бев пивната, да. Не му шепнав на дечкото, него го бакнав во врат. Ама знаеш што, нема тоа да ми се деси, поради тоа што знам дека ти игра не си за мене. И ти се извинувам затоа што тоа го направив, ама нема да го направам пак. Океј, тоа е подобра другарка отколку некоја која што ќе лаже дека ништо не направила и дека ти си луда и ќе кажува на другите нејзини другарки како оваа се филма, ау таа каква станала, љубоморна е неверојатна, ау го гуши многу дечкото. Ќе продолжи да ги прави тие филмови затоа што не е честна. И лажгото е у суштина манипулатор. Зошто? Затоа што е страв, затоа што не може да призне, затоа што не може да преземе одговорност и се ствара еден зачаран круг. И у моментот кога човекот ќе прекине да го прави тоа и ќе ги признае и или ќе ги увиди своите грешки и ќе ги коригира и е спремен да се реформира, нема потреба да се манипулира, зашто сета манипулација е во насока да не се открие вистината. Размислете зошто човекот манипулира. Само за да не се открие вистината. Или да не биде он у лоша состојба. Дето, он е толку заинтересиран за себе заштита, а не за заштита на другите, да го поврзам со почетокот. Гледате, кога сме заинтересирани за другите луѓе, кога сакаме да помогнеме на другите луѓе, не сме насока на себе заштита. Не дека не треба себе да заштитиме, треба да заштитиме себе, се разбирам поглесно, но на тој човек му е најважно себе заштита. Не помага на други луѓе. Не е заинтересиран за други луѓе. Не на искрен начин. Ако човекот има храброст да оди по некој пат, и ако има храброст да има своји цели, и ако има храброст да има свој живот, и ако не се предаде себе си у тоа што тој сака да го прави. Гледате, ако имате човек кој што е храбар, кој што годи својот пат, кој што крира своја иднина, кој што сака да направи нешто кој што секојаш сакал да го направи, наспроти сите потешкоти, тој не прави компромис со својата реалност, тој човек не се лаже сами од себе си. Тој човек обично ќе биде многу честен и кон другите. Ќе биде многу честен кон другите. Така? Сега, човек прво почнува да се предадува себе си. Прво почнува да се манипулира себе си самиот. Со своите цели кои што не ги постигнува. Си се манипулира со пријателите кои што знае дека можеби не му се пријатели, ама му е тешко да ги одбегне. Гледате, сам си се манипулира човек прво себе, со собствената вистина. И за да прекине врз него да има некој манипулација, мора човекот да прекине да има манипулација врз сам себе. Зашто многу често ние сме собствени енергетски манипулатори во врска со тоа што можеме да направиме во животот или што не можеме да направиме во животот. Или боле речено, нашиот реактивен ум не манипулира, затоа што ние како душа знаеме што сакаме. Ама сме изманипулирани од реактивниот ум и од неговите негативни идеи, и од неговите негативни емоции, и неговите сомнежи. И прво тој не манипулира. Ама ако сме храбри да истрајаме низ тие манипулации, верујте ми, многу полесно ќе ги откриеме манипулациите на околината. Најмалку препознава манипулација тој кој што е жртва на манипулација. Сте виделе дека
во некое друштво гледаш дека некоја девојка го свртала момчево и више не е он, тој што бил зашо оваа го манипулира, го одвоил од другарите, цело време го клюка со негативна енергија, више нема само доверби сигурност. Тој уште е заљубен у неа и последен ќе види дека е манипулиран. Цело друштво знае дека она го манипулира, он не. Ќе се скара со пола другари за неа. Ама не гледа. Затоа што он кога изманипулиран е увртлогот на конфузијата, затоа што манипулаторот прави конфузија. И човекот у конфузија не знае што му се случува. Знае дека не се чувства убаво, ама не знае што се случува со него. Океј, начинот, дечки, да излеземе од манипулацијата, да имаме храброст, некојаш да бидеме и сами, и затоа што некојаш сме си сами себе подобро друштво, отколку од некои луѓе со кои што мораме да бидеме, а можеме мислиме дека не манипулираат. Тој првото прави. И тука треба човек да е многу храбар. Зошто да е храбар? Затоа што тој манипулаторот ќе направи црна пропаганда за него во целото друштво. Он ќе биде црната овца од друштвото и окей. Бидете. Секако ќе бидете манипулирани црната овца од друштвото, затоа што овој манипулаторов фактички ќе направи сите црни овци меѓу нив. Секој со себе ќе мисли дека е црна овца, само тој манипулаторот ќе се излезе дека е бела овца, се додека не го видат. Ама кога човекот види дека има манипулација, знаете, има должност да си направи комуникација. Ако имате манипулатор кој што ви е разрушил комуникацијата со сопругот, сопругата и со пријателите, и ако го препознаете дека ме манипулира, идете и комуницирајте со тој човек, со кој што не зборите веќе. Затоа што можеби манипулаторот допринел за тоа. И кога ќе се направите убав разговор со тој човек со кој што можеби не збори затоа што манипулаторов се вмешал меѓу вас, и ако тој човек е волен да го види тоа, ќе видите дека манипулаторот ќе си отиде од тоа друштво. Зошто ќе си отиде од тоа друштво? Затоа што е препознаен и разоткриен. Манипулаторот секогаш бега кога ќе биде соочен, кога ќе биде откриен и кога ќе биде препознаен и кога ќе види дека вие немате страф од него. А во суштина не треба да имаме страф од тој човек, зашто тој човек не е јак. Тој човек е слаб, поради тоа што користи манипулации за да си издигне себе си над другите. Океј? Само јак човек шири добрина и ги отвара комуникациите на луѓето помеѓу него, затоа што нема од што да се плаши. Он си го знае патот, он си ја знае целта. Целта само по себе му е најдобар пријател и неговите напори да успее му е интересноста на животот. Ама кога немаме цел, кога немаме нешто што е вредно, големо, особено нешто големо, тогаш почнуваме да играме тие игри и стануваат многу интересни тие интригански игри кои што владеат во некои друштва, па ќе станеме леле загрижени зашто овој тоа го кажал, па како таа другарка така ми рекла, па зашто не, мислам. Минорни игри кои што се храна на енергетските вампири и енергетските манипулатори. Дечки, храброст и само напред. Никој ништо не ви може. Најмногу сами си се манипулираме затоа што немаме храброст да тргнеме да го живееме животот што го сакаме и да идеме да оствариме целта која што ни значи. Кога ќе тргнеме да го добиеме она што ни значи, целта која што сакаме да постигнеме, верувајте ми, само по себе енергетските манипулатори ќе се тргнат од вас, затоа што гледаат дека толку многу ви е фокусот на целта да уопште не му ја играш играта. И кога ќе види дека некој не му играш играта, сам по себе ќе се тргне од вас. И некогаш не ви требаат такви наводница, другари. Одберете ги вистинските пријатели. Одберете ги тие кои што имат исто така цели, кои што се позитивни, кои што сакаат добрина, кои што имаат високи етични и морални стандарди и кои што не се плашат другите луѓе да бидат подобри од нив. Дечки, се гледаме повторно во петок, се надевам дека ви помогна лајвов. И ако препознавте нешто од овој лајв, имате храброст да направите промена, а? Океј. Поздрав, се гледаме во петок. Имајте убава вечер. Чао.